Добре дојдовте на ова предавање. Се радувам што ве гледам во толков голем број. Исто така гледам и студенти кои што биле претходно на нашата академија, а и некои кои што се тековни студенти. Се надевам дека ќе ви биде интересно. Целта на овој вебинар Tips and Tricks за едни софтвер тестери е да ве доближам до професијата софтвер тестер, да проверите дали сте вие за оваа професија и на крај се надевам дека ќе го разбудам тестерскиот дух кај вас. Добро, да почнеме. Имаме една агенда според која што ќе се држиме во текот на овој вебинар. Значи ќе видиме што е софтверско тестирање. Ќе видиме одлики на софтвер тестер, секако tips and tricks, како што се вика вебинарот, и на крај ќе имаме сесија на прашања. Вие ќе поставувате прашања, а ние ќе се обидеме да ви ги одговориме во колку што е можно поголем број. Да почнеме со што е софтверско тестирање. Најпрво да дадеме една дефиниција за тоа што е софтвер, бидејќи ова е еден термин кој што секојдневно го слушаме, насекаде го слушаме. Значи софтверот е сет од инструкции, податоци или програми кои што имаат за цел да извршат одредени операции. Софтверот е насекаде околу нас. Толку многу е навлезен во нашите животи што дури веќе не сме ни свесни дека сме зависни од некој и дека го користиме во голем дел од нашето време. Тука не збориме само за мобилни телефони, не збориме за компјутери, не збориме за смарт-уочи, туку збориме за апарати во домаќинството. Исто така софтверот многу се користи во медицината, во банкарството, во авиоиндустријата, насекаде со еден збор. Секоја индустрија се базира на софтвер, и се поголеми се побарувачките за развој на некои апликации, па со тоа секако е и зголемена побарувачката за софтвер тестери. Секој софтвер има свој животен циклус. Ќе збориме тука за некои фази на животниот циклус на еден софтвер, ќе кажеме по нешто за нив и секако ќе се задржиме на фазата во која што ние најмногу сме инволвирани. Првата фаза е фаза на планирање. Во оваа фаза се дефинира каков софтвер ќе се гради и која ќе биде неговата корисничка таргет група. Втората фаза е фаза на анализа, во која што детално се разгледуваат сите функционалности кои што ќе ги содржи самиот софтвер. Истите ќе бидат точно и конкретно дефинирани и според ова на крај исходот од фазата за анализа ќе ни биде корисничката спецификација според која што ние ќе се водиме во нашето тестирање. Третата фаза е фазата на дизајн. Фазата на дизајн само по себе ни кажува дека тука ќе се изгради дизајнот, ќе се дефинира како ќе изгледа апликацијата или софтверот, она што ние ќе го гледаме, дали на нашите мобилни телефони или на нашите лаптопи, значи целиот изглед и исто така и архитектурата на софтверот кој што се гради. По завршувањето на фазата на дизајн започнува следната фаза, тоа е фазата на имплементација. Оваа фаза, имплементација, е всушност фазата каде што програмерите почнуваат со пишувањето на код, фазата на кодирање. Тука почнува да се гради софтверот. Кога софтверот ќе биде изграден, подоцна се дава за тестирање. Кога завршуваат програмерите со нивната работа, тогаш ние настапуваме на сцена со тестирање. Така да преминуваме од фазата на имплементација во фазата на тестирање. Ќе збориме за два слайда од сега. Како што имаме животен циклус на софтверот, имаме животен циклус на софтверското тестирање, ќе кажеме по неколку зборови и за тоа. Последната фаза после тестирањето, значи завршува целото кодирање на софтверот, софтверот се тестира, доколку се е во ред, немаме никакви дефекти, даваме зелено светло и софтверот иде во фаза maintenance или им се дава на крајните корисници за тие да го користат. Во фазата maintenance се ги добиваме сите оние апдејти кои што ги користите во апликациите, ви стигнува некоја нотификација за апдејт, тоа е таа фаза. Секој апдејт посебно поминува пак низ сите претходни фази кои што ги гледате овде на сликата. Да видиме што е софтверско тестирање. Тоа е процес според кој што се одредува дали софтверот ги исполнува корисничките барања, дали ја врши својата функција, за која што е наменет, и да се провери дали софтверот
има дефекти или не. Како што кажавме претходно, животен циклус на еден софтвер го има делот за тестирање, има фазата за тестирање, ќе разгледаме како изгледа животниот циклус на софтверското тестирање, кој што исто така е составен од неколку фази. Рековме дека во животниот циклус на софтверот, втората фаза ни е фазата на анализа, која што има исход корисничко барање. Корисничкото барање е првата фаза тука во која што му правиме анализа на истото. Значи, анализа на рекварементите, она што корисникот го побарал од нас да му го испорачаме. Значи, кога збориме за корисничко барање или клиент, збориме или за еден човек поединец или за една компанија. Понатака, од анализа на овие кориснички барања, треба да креираме тест план. Тест планот ни е еден формален документ во кој што се сместени сите информации за нашето тестирање. Тука е сместена целата тест стратегија, сите функционалности кои што треба да бидат истестирани, ризиците при тестирање, она што треба да биде испорачано после тестирање, улогите кои што се во тестирањето и така натаму. Нема да навлегуваме многу во детали. Третата фаза е фазата на тест дизајн и ревју. Ова ќе биде фазата во која што вие првично ќе бидете вклучени со почеток на вашата кариера како софтвер тестери. Тест дизајн и ревју, фазата е фаза во која вие ги пишувате вашите тест кейсови или тест случаеви. Ке се држам до терминот тест кейсови, бидејќи тест случаеви на македонски не ми звучи многу прикладно, а и не го користиме во нашиот секојдневен разговор. За тест кейсови ќе збориме понатака што ни значат тест кейсови, како се дизајнираат тест кейсови, зошто ни служат тест кейсовите и сите детали ќе ги добиете за некој слайд од сега. Кога ние ќе ги завршиме тест кейсовите, ги спремаме за да ги извршиме. Значи, тест кейсовите се уствари некои тестови кои што ние ги правиме и подоцна ги пуштаме. Така да стигаме до фазата на тест екзекуција, во која што правиме екзекуција или ги пуштаме нашите тест кейсови кои што претходно сме ги креирале. Ги извршуваме нашите тестови и соодветно после извршувањето на сите тестови треба да си искреираме извештај или репорт. Тест баг репорт, како што е во фаза 6, е еден репорт кој што ги содржи сите исходи од нашето тестирање. Колку тест кейсови биле извршени, дали биле пронајдени неколку багови, кои багови биле пронајдени, соодветно треба да бидат пријавени, доколку некој баг е пронајден и е пријавен, треба соодветно да се прати кај некој девелопер за да биде поправен. Поправениот баг, кога ќе го завршат девелоперите, ни го враќаат кај нас за ретестирање. Ова ретестирање исто така се нарекува и е познато како конфирмацијско тестирање. Кога се врши овој тип на тестирање, уствари ние потврдуваме, верифицираме дека багот навистина е поправен. Ова е седмата фаза, bug fixes, кај што се прави ретестинг и имаме еден дел regression testing. Нашата работа не е завршена кога правиме ретестинг на еден баг. Она што треба да го направиме плюс е да провериме дали со самото поправање на тој баг кој што сме го нашле во системот, имаме некоја функционалност друга која што можеби е расипана со ова поправање на нашиот баг. Така да тука збориме за regression testing. И кога се е завршено, сите багови не се поправени, значи нашиот систем кој што го тестираме си е скроз окей, даваме зелено светло и правиме релиз на софтверот. Ова е еден животен циклус на софтверското тестирање. Сега да видиме која е целта на софтверското тестирање. Да ги пронајдеме дефектите најрано што може во животниот циклус на софтверот. Што значи ова? Значи дека треба да почнеме со тестирање најрано што можеме, затоа што сите багови, сите дефекти кои што се пронајдени во софтверот, колку порано се пронајдени, толку е поевтино да бидат отстранети или поправени од самиот софтвер.
ова ќе го слушате многу често понатака во вашата кариера, така да мислам дека требаше да биде спомнато. Да се осигураме во безбедноста на софтверот. Сите сакаме да користиме некој софтвер кој што е безбеден. Не знам, сега со пандемијава, сите останавме дома, некои нема можност да отидат физички во продавница или сакаат нешто да си купат, така да e-commerce сајтовите или сајтовите за онлайн продавница, онлайн шоп, стана дел од нашето секојдневие. Кај овие сајтови, кога сакаме нешто да купиме, треба соодветно нели да си ставиме наши податоци во кои што се содржат и бројна картичка и некои други адреса на живење, телефонски број, кој што не сакаме нели секој да има пристап до овие податоци. Затоа треба да се истестираат сите овие системи за да се осигураме дека никој друг не може да пристапи до нашите лични податоци. Исто така, треба да се осигураме во самиот квалитет на софтверот. Што ни значи ова? Сите сакаме да користиме квалитетни апликации. Колку од вас до сега не знам инсталирале некоја апликација на телефон и после одредено време некоја работа или можеби некоја игра, апликацијата ви крашнува, не можете да играте, ствара фрустрации кај вас и ја бришате и си викате јас од денеска ова не го користам. Значи тоа не сакаме да се случи. Затоа сакаме да имаме квалитетен софтвер. Затоа и тестираме. И секако на крај да провериме дали софтверот ги исполнува клиентските барања. Сигурно сте ги слушнале овие два термини, мануелно тестирање, автоматско тестирање. Ќе направиме една паралела што е што. Накратко ќе ви спомнам, иако кај нас на академијата се работи посебно мануелно тестирање, посебно автоматско тестирање, два засебни модули на кои што се дава голем акцент, бидејќи се многу битни нели за софтвер тестер. Кај мануелното тестирање може да кажеме дека тест кейсовите се извршуваат рачно од страна на тестерот. Додека кај автоматското тестирање се користат автоматски алатки за извршување на тест скриптите. Кај мануелното тестирање ни е потребно многу подолго време за да се заврши целиот процес на тестирање. Додека кај автоматското тестирање ни е потребно помалку време за ова. Ќе ви спомнам после зошто, кога ќе ви спомнам како се креираат тест кейсовите. Не е потребно познавање на програмски јазик за мануелно тестирање, додека кај автоматско тестирање е потребно познавање на програмски јазик, бидејќи со ова вие ги пишувате тест скриптите. На академијата кај нас за програмски јазици користиме Java и C# и ова е секако нели по избор на студентите, според тоа кој јазик повеќе сакаат да го изучуваат. Мануелното тестирање е склоно на човечки грешки, но тоа не е случај за автоматското тестирање. И нешто многу битно кое што треба да се спомне е дека автоматското тестирање никогаш нема да може да го замени мануелното тестирање. Да видиме сега што е тест кейс. Претходно спомнувавме во фазите, сега може да дадеме една дефиниција за тест кейс, а тоа ни е сет од акции со кои се верифицира одредена функционалност на апликацијата. Значи имаме некоја апликација и имаме одредена функционалност која што има апликацијата. За ние да ја истестираме истата функционалност, треба да си искреираме еден тест кейс. Но што треба да ни содржи тој тест кейс? Треба да има наслов. Насловот треба да биде описен со тоа што кога ќе го видиме ќе знаеме која функционалност на кој начин би се истестирала. Треба да има предуслови. Ова сум го ставила опционално, затоа што најчесто софтвер тестерите сметаат дека секој тест кейс треба да има предуслови, што не е така. Треба да има предуслови, нели зависно од барањата. Ќе си видите сами, ќе определите со тек на искуство, со тек на време, дали треба да ставите предуслови или не. Следното е тест чекори. Ова е можеби најбитниот дел од креирање на еден тест кейс. Тест чекорите се сет од акции кои што се секвенцијални, во кои што треба соодветно чекор по чекор да ги извршиме за да истестираме одредена апликација.
Тука, уствари, ни е она времето кое што ни е потребно, каде што мануелното тестирање нели е потребно многу за мануелно тестирање е потребно поише време отколку за автоматско. Зошто? Затоа што тест чекорите ги извршуваме еден по еден рачно и го надгледуваме сами исходот од секој тест чекор. Подоцна имаме тестирачки податоци или уште попознато како тест дејта. Исто е опционално, исто софтвер тестерите сметаат дека ова поле е задолжително и морам да напоменам дека софтвер тестерите најчесто ги бркаат овие работи, што се тест чекори и што се тестирачки податоци или тест дејта. Тест дејта или тестирачки податоци се некои податоци кои што представуваат низа од карактери, кои што се внесуваат во некои полиња. Ако може да ја видите сликата што ни е од лево, имаме една форма за логин, имаме две полиња, username и password. Тестирачки податоци би ни биле сето она што вие ќе го напишете во тоа поле. Значи ова не ни е тест чекор. Тест чекор би ни било напишете во тоа и тоа поле, додека тестирачки податоци се, не знам, william@brainstar.com. Како еден пример. Последно, нешто кое што треба да го содржи нашиот тест кейс е дека треба да има очекуван резултат. Секој тест кейс треба да има очекуван резултат или цел која што треба да му биде исполнета при неговата екзекуција. Тука треба да кажеме што очекуваме на крај кога ќе ги извршиме сите чекори од тест кейсот кој што сме го напишале и секако да се надеваме дека ќе ни помине. Освен пишување на тест кейсови, ние како софтвер тестери пишуваме и дефект репорти или попознато како баг репорти. Да видиме што е еден дефект репорт. Тоа ни е документ во кој се запишани сите детали за тоа како може да се репродуцира пронајдениот дефект во еден систем. Што треба да ни содржи еден дефект репорт? Треба да биде краток, но да ги содржи сите потребни информации. Многу честа грешка која што прават софтвер тестерите е тоа што сметаат дека колку е подолг репортот, толку е поописан и толку е подобар за другите луѓе кои што ќе го читаат. Но всушност не е така. Секогаш им викам и на другите и на студентите дека секое пишување на еден репорт е умешност во пишувањето. Пробајте да пишувате со колку што е можно помалку зборови, да опишете што всушност се случува во тој репорт. Исто така, како и тест кейсовите, треба дефект репортот да има наслов. Насловот треба да ни одговара на овие три прашања. Што се случува, каде се случува и кога се случува. Исто нешто кое што софтвер тестерите го изоставуваат или има нешто најнеомилено во еден дефект репорт, ние priority и severity. Ќе ги објаснам овие термини. Priority ни представува една мерка за тоа колку брзо треба да ни се поправи или колку итно треба да ни се поправи дефектот кој што ни е пронесен во системот. Додека severity ни представува мерка за тоа колкав импакт има за дефектот кој што е пронајден во системот. Така да не се плашете, ве охрабрувам секогаш да ги пишувате, дури и да ги погрешите овие работи, ама пишувајте ги. Верзија и околина. Секогаш треба да специфицираме на која верзија се пронајдени дефектите и исто така на која околина се пронајдени дефектите. Имавме чекори кај тест кейсовите, а тука кај дефект репортите имаме репродуцирачки чекори. Што ни значи ова? Ова значи дека кога имаме некој дефект или баг, треба да напишеме чекори, со кои што чекори, кои ги следиме еден по еден, треба да стигнеме до тој баг. Значи, треба точно да специфицираме што треба да направиме, кои акции да ги извршиме врз системот, за да стигнеме до багот, и тоа на крај ќе му го предадеме на девелоперот, за да може и тој да го репродуцира истиот дефект. Дополнителни фајлови, тука ни спагаат сите атачменти, верувам дека сите користите атачменти, без разлика дали праќате, не знам,
во мейл или праќате некаде на чет. Под дополнителни фајлови ни спаѓаат скриншоти, ни спаѓаат видеа, ни спаѓаат логови. И овие дополнителни фајлови или атачменти ни се од помош за тоа да може некој визуелно и полесно да се снајде со дефектот, да види каде е дефектот. И во тест кейсовите имавме очекуван резултат, додека во дефект репортите имаме и очекуван и реален резултат. Кога овие два резултати, очекуваниот и реалниот резултат, не ни се совпаѓаат, тогаш имаме дефект. Очекуваниот резултат ни е тоа што требало да се случи, значи она што сме го напишале во нашиот тест кейс, додека реалниот резултат ни е нашиот дефект. Океј, да видиме понатака за одлики на софтвер тестер. Кои се одликите на добар софтвер тестер? Да биде креативен и иновативен. Број 1 одлика. Значи сите сме различни по карактер, сите имаме различни особини, некои добри, некои лоши, нема врска, ама секако треба да знаеме како да си ги искористиме, да ги искомбинираме и да си го добиеме најдоброто од нив. Да биде тестерот креативен и иновативен, ова може да се примени со тоа што кога корисничката документација ќе ни биде дадена на нас, треба да ги искреираме нашите тестови или тест кейсови со тоа што ние треба да ги размислиме сите сценарија, да бидеме доволно креативни со тоа што со нашите тестови креативни ќе ги покриеме и убаво ќе ги истестираме сите функционалности. Да има визуализирачки способности. Ова е нешто кое што најчесто кога имаме само документација, а немаме некој софтвер кој што го гледаме, и според таа самата документација може, ова е еден дел, да речеме, најчесто се користи при статичко тестирање, нов термин за вас, во кој што софтвер тестерите прават анализа на документацијата и тука, бидејќи ја немаат да ја видат, ја визуализираат, ја замислуваат и според тоа верувајте дека е еден дел во кој што се наоѓаат дефекти, а нели рековме дека колку порано е најден еден дефект, толку е поевтино да се поправи. Да размислува и како клиент, и како крајен корисник, значи да се стави и во улога на клиентот, да размислува и за неговите потреби, но исто така и да се стави во улога на крајен корисник, пошто сепак нели ние освен што сме софтвер тестери, сме и крајни корисници и сакаме да користиме апликации низ кои што можеме да се навигираме и да ги користиме без никакви потешкоти. Така да за тоа треба да размислиме како крајен корисник, за да им го олесниме користењето на апликацијата на корисниците. Да има око за детали, ова ни е една од поглавните одлики на софтвер тестер, значи забележуваме некои работи, некој подобро, некој не толку добро, но со текот на време ова се подобрува, се изострува, така да ќе ги гледате дури и многу ситни точки, некои линии, и ова со тек на време и со искуство ќе ви стане и професионална мана. Да размислува логички и да поставува прашања. Бидејќи софтвер тестерот најчесто е во комуникација и со клиенти, и со други лица од тимот, и не го прашуваат најчесто за мислење што и како треба да се направи во софтверот, дали нешто да се имплементира или не, треба да се размислува логички, да се поставуваат прашања и секогаш ќе кажам, значи треба да знаете да ги поставувате точните прашања. Зошто? Затоа што ова најчесто резултирало со решавање на многу големи проблеми во планирањето на еден софтвер. Да биде супер комуникативен, веќе спомнавме дека софтвер тестерот е во комуникација со клиентите, но не само со клиентите, нели и со другите членови од тимот. Слободно да искажува мислење и да дава предлози, со тоа што ако смета дека има некоја идеја која што би било како подобрување за софтверот кој што се гради, да не се воздржува, туку да си каже. Постојано да учи и да се надоградува, нели секогаш имаме простор за напредок, простор за надоградување. Секојдневно излегуваат многу тулови, но имаме нови технологии, треба да се пратат сите новитети,
така што можеби некогаш ќе излезе некој нов тул кој што навидум ќе ви изгледа интересно, но ќе сватите дека со тек на време може да го имплементирате во вашата работа и ќе ви биде многу од помош при тестирање. И да биде тимски играч, бидејќи во денешно време се работи во тимови и сите комуницираат меѓу себе, така да треба секогаш да се биде тимски играч. И последниот дел ни е tips and tricks. Како tips and tricks, тука ги имам ставено на пишување едноставни и концизни тест кейсови. Ви спомнав претходно дека умешноста на пишување на тест кейсови се вежба, значи со тек на време ќе станете умешни во пишување на едноставни и концизни тест кейсови, мора секогаш точно, конкретно да имате напишано на кој начин би се истестирала одредена функционалност. Прегледување на тест кейсови од друг член од тимот. Нешто што е многу добро во пракса и доколку имате некој кој што може да направи ревју, се нарекува peer review, може доколку искреирате некој тест кейс да побарате од друг член од тимот, дали ќе се работи за некој друг софтвер тестер со кој што соработувате или некој улога која што е над вас, некој тест менаџер, може да побарате да ви направи ревју на вашиот тест кейс. Зошто? Затоа што најчесто после пишување на толку многу тест кейсови, голема е веројатноста дека негова вклучна функционалност може да испуштите во вашиот тест кейс и да не ја видите кога вие самите ќе си правите ревју еден на друг. Истото тоа го прават и девелоперите, истата практика треба да ја имаат и софтвер тестерите. Не предпоставувајте, држете се до документација, значи не предпоставувајте дека некоја апликација треба ова да го прави, дека треба да прави нешто друго. Она што е напишано во корисничката документација, ви спомнав многу пати до сега, до тоа треба да се држиме. Значи на тоа ги базираме нашите тест кейсови. Тест кейсовите се независни едни од други. Секој тест кейс за себе е засебен. Значи, кога ги извршуваме тест кейсовите, доколку имаме некои тест кейсови, повеќе тест кейсови кои што тестираат иста функционалност, треба да ги направиме независни, со тоа што и да извршиме само еден од нив, не треба да го извршиме и другиот, за да ни бидат комплетно истестирани, да ни биде комплетно истестирана функционалноста со овие два тест кейса. Секој тест кейс треба да има само една цел. Она е тоа што ви го спомнав претходно при креирањето на тест кейсови. Очекуваниот резултат за еден тест кейс треба да биде гласен, јасен, значи концизен, не треба да има ништо друго, само една цел треба да има тест кейсот и да се држите до тоа. Не треба да имате и тоа треба да го истестира, и тоа така треба да изгледа, и тоа, туку една цел. Нешто што софтвер тестерите не практикуваат многу да го прават во тест кейсовите. Или најчесто не знаат да ја дефинираат овој дел. Друго нешто кое што би ви го кажала за совет при креирање на тест кейсовите е да користите техники за тестирање. На академијата во модулот мануелно тестирање учиме за користење на техники за дизајн на тест кейсови, кои што и како ни се од помош за да искреираме тест кейсови со максимална покриеност за функционалностите кои што ги тестираме. Овде би ги избоила boundary value analysis, equivalence partitioning, decision table, state transitioning, сите овие техники ќе ги препознаете сами, може да ги истражите како се користат и доколку ги имплементирате во вашето тестирање, ќе ги добиете сите други комбинации на тестови кои што можеби бас и не би ви текнале при конструирање на обични тест кейсови. Не го подценувајте експлоратори тестирањето. Експлоратори тестирањето, името ни е само објаснувачко, експлоратори истражувачко тестирање е симултан процес на тест дизајн и тест екзекуција во исто време. Тоа не зависи од искуството на тестерот кој што го извршува,
од неговото знаење на системот кој што го тестира и така натака. Се извршува најчесто кога немаме документација или имаме половична документација. Но јас би рекла, би додала тука дека експлоратори тестирање треба да правиме и по екзекуција на нашите тест кейсови доколку имаме дополнително време. Зошто? Затоа што се пронаоѓаат дефекти кои што не би се пронашле со другите типови на тестирање. Значи, не го подценувајте, имплементирајте го. Пробајте да го репродуцирате дефектот минимум 2 пати пред да го пријавите. Многу честа грешка софтвер тестерите кои што го прават е при тестирање ќе најдат на некој дефект, на некој баг и не пробуваат да го добијат, да го репродуцираат барем уште еднаш или 2 пати, туку директ го пријавуваат. Што се случува тука? Репортот стига кај девелопер и тој пробува да го добие багот, да го репродуцира и не може. Затоа треба да бидеме сигурни дека дефектот кој што го пријавуваме можеме да го репродуцираме, значи is reproducible. Пишувајте детални дефект репорти. Ви спомнав и претходно кај пишувањето на дефект репорти. Многу е битно да ни бидат детални. Зошто? Затоа што ако ни бидат детални, им ја олеснуваме работата на девелоперите, ги даваме сите информации кои што се поврзани со тој дефект и секако се одградуваме од дополнителна комуникација доколку нешто не им е јасно на нив тоа што се сме напишале во нашиот репорт. Тестирајте ги и негативните сценарија. Не би кажала дека ова е грешка или пропуст на софтвер тестерите, но многу од софтвер тестерите се фокусираат на тестирање само на она happy flow. Неки тестираат негативните сценарија. Така да, со тестирање на негативните сценарија и со така креирање на негативни тест кейсови, тоа си го повлекува самото, можеме да кажеме дека функционалноста која што ја тестираме е подобро истестирана, има поголем каверидж на тестирањето, доколку истестираме само на happy path или само секното сценарио. И тука имам некои интересни цитати за софтвер тестинг. Софтвер тестингот ни го покажува присуството на баговите во системот, но не и нивното отсуство. И квалитетот никогаш не е случаен, секогаш е резултат на паметен труд, на интелигентен труд. Тоа е се од мојата презентација. Дали имате некои прашања? Може да идеме. Кристина, морам да ја пофалам, одлична презентација. Катерина, се извинувам, не знам зашто ми влегла глава Кристина, повторно спомнав. Одлична презентација, ти благодарам, така што дечки имаме 15 минута Q&A сесија. Сите прашања што ги имавте, дали во однос на софтвер тестинг или во однос на материјалот кој што сега го поминавме, слободно напишете ги во чат. Така што исто да ве охрабрувам да ја погледнете страницата на Академијата за софтвер тестинг. Може и Катерина да каже неколку збора за тоа. Ќе ви пуштам сега во чат. Така, значи Академијата за софтвер тестинг во Brainster која што ја имаме, не е поделена на 2 семестри, така се ги викаме. Првиот семестар изучуваме Excel, изучуваме SQL, Linux, објектно ориентирано и мануелно тестирање. Во модулот Excel учиме некои основни команди за да се навигираме во самиот тул. Подоцна во SQL користиме секако тул MariaDB, учиме пишување на квериња од basic до некои понапредни квериња, за да знаеме да се снајдеме, да манипулираме со податоци во датабази. Имаме модул Linux, кај што учиме некои основни Linux команди и понатака учиме објектно ориентирано програмирање. Преска ви спомнав дека имаме избор од 2 програмски јазици, тоа се Java и C#. Студентите имаат можност да изберат која група сакаат да ја посетуваат, нели во зависност од тоа кој јазик сакаат да го учат. И тука во овој модул за објектно ориентирано програмирање ги поставуваме основите за понатамошното автоматско тестирање.
По објектно ориентираното програмирање, ни следува модулот за мануелно тестирање, кај што учиме тест дизајн, тест техники, учиме да креираме тест кейсови, детални, секако со ревју, тоа што ви го спомнав претходно, и секако да пишуваме дефект репорти. Понатака следниот модул кој што го имаме на академијата ни е REST API тестинг, учиме за веб сервиси, како тие комуницираат меѓу себе. После REST API тестинг ни е модулот за автоматско тестирање, каде што нашите мануелни тест кейсови ги автоматизираме, секако со учениот програмски јазик во претходниот модул за објектно ориентирано програмирање. За автоматско тестирање користиме Selenium и Appium за web и mobile automation. После тоа имаме performance тестинг, кај што изучуваме алатката JMeter, ова е дел од нефункционално тестирање, и на крај како последен модул ни е модулот кариера, во кој што студентите се спремаат за кариера. Тука си ги креираат нивните CV-а, си ги креираат LinkedIn профилите, имаме mock-up интервјуа, имаме демо кое што утре би можеле да го држат кај клиент, и секако во текот на академијата имаме хакатони во кои што студентите си ги проверуваат нивните знаења кои што ги стекнале за време на академијата. Океј, гледам неколку прашања во чат. Првото е од Марија. Колку време трае курсот за софтвер тестинг? Во моментот немаме курс, претпоставам мислиш на академијата? Академијата. Што, Катерина? 6 месеци ни трае целата академија. Од почеток до крај, така да сметајте дека на некој на 3 месеци имаме распуст од некои 2-3 недели. Океј, Тина, утре ќе добиеш снимката од целото предавање заедно со презентацијата, така што може да се ја погледнеш цела. Елена ни пиша многу добра презентација. До кога најкасно може да се пријавиме и дали предавањата ќе бидат онлайн или со физичко присуство? Предавањата ни се онлайн сите. Мислам дека пријавувањето ќе трае до крајот на овој месец. Ако има некои измени, ќе бидете соодветно известени или ќе има некој известување на страната на Brainster. Од почеток академиите се со онлайн присуство. Многу од студентите кои што се запишаа најпрво беа скептични како целото ова би се изведело, но верувајте дека е многу кул, многу е окей со тоа што сите се вклучени, не брзаат да стигнат до канцелариите на Brainster, не губат време во патување, директ се дома пред компјутер и тоа е тоа. И секако многу нешто што мора да го спомнеме дека предавањата кои се онлайн се снимаат и можете да си ги прегледате после колку пати сакате. Значи ви остануваат дури и по завршувањето на академијата за преглед. Океј, Слободан ни пишува во случај на автоматско тестирање и потребата од програмски јазик, кој јазик или јазици е препорачено да се знае за да се работи автоматското тестирање? Ние тука на академијата сме ги издвоиле Java или C# за програмски јазици кои што можете да ги изучувате, така да сметаме дека овие се некои јазици кои што би ви биле од помош утре кога ќе се вработите како автоматски тестери, така да не би можела да кажам дека еден е подобар од другиот. Секако кој ви изгледа вас поинтересен за изучување, кој ви е попримамлив, може да си го изберете, нема да сгрешите било кој да го изберете. Еви надоврзувачко прашање на тоа од Петја. Кој програмски јазик повеќе се користи, Java или C#? Се користат и двата. Мада мислам дека у последно време C# има малку повеќе користеност, ама и Java се користи. Добро. Сите апликации се Java. Сите апликации кои што ги користите, да. Океј. Стефан ни пишува дали софтвер тестинг има удел во UX/UI, во смисла дали можеме ние како тестери да даваме идеи за некоја промена? Да, можете. Со тоа што се надевам дека кога ќе се вработите утре ќе имате дел од ова, ќе имате удел во ова, кога се прави дизајнот на апликацијата за тоа како ќе изгледа. Нешто што е добра практика е да се даде на софтвер тестерите на ревју. Со тоа што тие ќе видат
И најчесто тука се наоѓаат некои несогласности со апликацијата и исто така се наоѓаат некои дефекти кои што подоцна, ако не се откријат при овој тип на тестирање, можат да имаат нели сериозен импакт врз целата апликација. Супер. Панче прашува која е цената на академијата? Цената на академијата е 1550 евра. Ама мислам дека има и плаќање на рати. Добро, може за тоа се видиш подделно на сајтот што го испрати во четот погоре. Да видиме следно од Петар, дали може дополнително да се научи другиот програмски јазик? Претпоставам зборува за дека може да се бираат еден, дали може дополнително и вториот да се научи? Да, верувајте дека кога ќе научите еден јазик е многу полесно да преминете да учите и некој друг јазик, бидејќи веќе имате некоја основа, некој искуство со друг. Добро, еве имаме едно прашање околу како се движат платите во Македонија за јуниори и сениори, manual тестери и automation тестери. Така што ако имаш некоја перспектива нова може да одговориш, ако не. Па не би сакала да кажувам некои цифри, бидејќи секаде во зависност од компанијата платите се различни, а секако и во зависност од сениоритет платата од јуниор и сениор е значително многу различна, или поголема е секако за сениори. Додека automation тестерите, мада и многу често во IT компаниите што ги имаме тука во Македонија, па и во странство, софтвер тестерите работат и комбинација на manual тестинг и automation тестинг. Така да многу ретко може да се најде некој што работи само manual тестинг. Океј, имаме доста прашања во четов. Следново е од Симона, дали имаме стандардизирана форма на тоест испуштив едно од Павле, дали е потребно претходно искуство и знаење на програмски јазици или може и почетник да се стекне со знаење и можност за работа во секторот по завршување на академијата? Претходно искуство за програмски јазици не е потребно, бидејќи тука ние ги поставуваме основите, значи учиме from scratch од нула како да програмираме. Така да верувајте, не знам, можеби студентите кои што се запишале на академијата некако имаат фобија од код, но кога ќе видат дека тоа е многу едноставно, кога ќе навлезат во сршта на целото кодирање, на програмирањето, сваќаат дека е многу интересно и секако сакаат понатака и да се надоградуваат. Значи, лесно е, може да се стекне со знаење и секако на крај може да се вработите дури и да не чекате да завршите со академијата. Примерно дека доста луѓе го имаат ова прашање, се повтора на доста предавања, така што супер што да е одговор сега. И дојавме до Симона, дали имаме стандардизирана форма на баг репортот, кој вообичаено се користи или е индивидуален избор, така што зависи од компанија до компанија? Вака, баг репортот е еден стандард репорт кој што ви ги кажав кои се деловите кои што треба да ги има, треба да има еден наслов, треба да има priority, severity и чекори кои што треба да се извршат за да се стигнат до багот соодветно и да има очекуван и актуелен резултат или моментален резултат. Така да стандардизирана форма би рекла дека тоа е една стандард форма за баг репорт, но различното е тоа што во различни компании може да се користи различна алатка за пријавување на баговите. Ама секаде е исти темплейт. Океј, следно ни од Валентин, освен Excel и Jira, што друго се користи за мануелно тестирање? За мануелно тестирање, ако смета Валентин, ако прашува за академијата, пишуваме тест кейсови во алатката која што се вика Kiwi. Најправин, пред да дадеме вовед за таа алатка, ги пишуваме во Excel, бидејќи сега пак треба да знаеме како треба да ги напишеме, доколку немаме никаква алатка, додека баг репортите ги пријавуваме во Redmine алатката. Така да имаме алатки за се што ни е потребно. Jira не користиме во тек на академијата. Океј, прашање слично на едно погоре, дали е проблем некој со нула познавање да научи и некој што е со друга професија претходно? Па би рекла дека
скоро 99% од случаевите кои што ги имаме на академијата се луѓе кои што сакаат да направат промена во нивната професија и можам да кажам дека имаме многу успешни приказни за ова. Доколку вие самите сте спремни дека сакате да направите промена во вашата професија и работите за да го постигнете тоа, успехот е загарантиран. Значи, без разлика дали вие ќе имате познавање или не за софтвер тестинг, на академијата го добивате целото познавање. Исто така ви спомнав, нели претходно, дека не мора да чекате да завршите академијата за да почнете со работа или пракса. Исто така, ние нудиме и пракса и вработување за оние кои што се најдобри во самиот тек на академијата. Така, добро ја гледам слично прашање и од Кристина, така што ќе пишам мејл во чатот координаторот на академијата, така што може да пишете мејл до исто се вика Кристина, координаторот, да прашате за сертификатот, вработувањето, програмата, секој ви одговори. Го пуштам незиниот мејл во четот. Да видам каде застанавме. Нам не пишува каква конфигурација на компјутер е соодветна за може без проблем да се работи на обукот. Дали имаме некоја конфигурација или е стандард нешто? Па не би кажала дека имам некоја конфигурација точна, но сепак преферираме да идеме барем да имаат минимум 8 гига RAM на компјутерот за да може самиот компјутер да ги поднесе сите алатки кои што ќе бидат отворени при работа на час. Добро. Фросина прашува колку пати во годината ја организирате академијата? Имаме есенски групи и имаме пролетни групи. Супер. Интересно прашање од Фросина, колкава е можноста по завршување на академијата да се работи самостојно, односно ремоут? Можноста е многу голема, со тоа што доколку тоа е вашата опција да си бидете сам свој газда и да работите ремоут, слободно можете да го правите тоа. Секако ќе имате познавање, ќе имате основа, дури во некои работи ќе може да се знајдете многу подобро и полесно од некои луѓе кои што работат како софтвер тестери, но сепак немаат доволно познавање од некој област. Океј, супер, сме продуктивни со прашања, имам уште некои си 5-7 минути, така што следно ни е од Анетка. Првиот дел од прашањето, мислам дека би требало да се обратиш кон Кристина, која што го пуштив мејлот во четот, а за вториот дел се промовира, софтвер тестинг се промовира како добра опција за комплетни почетници без претходно IT искуство, но кое минимално познавање се смета за предност? Па не би знаела да ви кажам кое минимално познавање, пошто сепак треба да имате познавање од софтвер тестинг, нема некоја мерка за минимално познавање. Има некои работи кои што треба да имате искуство, например, барем да знаете добро да истестирате мануелно некоја апликација. Добро. Стефан прашува, ќе може ли ни кажете повеќе за хакатоните за време на академијата? Хакатоните се организираат најчесто преку викенд, кога студентите се слободни. Најчесто почнуваат во сабота наутро, околу 9, и траат се до недела попладне околу 6, каде што се тие завршни презентации. Ние не им се мешаме на студентите за време на тестирањето, значи може да тестираат 24/7 во тие 2 дена. Имаат неколку менторски сесии за да видиме до каде се студентите со нивното тестирање, дали негде заглавуваат. И тоа им е единствен период во кој што можат да се консултираат со менторот. Други проектите кои што ги тестираат се проекти на студентите од Fullstack академијата и од Frontend академијата од Brainster, така да и тие се добиваат своји репорти. И на крај секако за најдобрите на хакатон си има и соодветно награди. Одлично. Одиме со следно. Дарко, дали regression тестинг е заложителен после секој баг фикс и дали претходно треба да се направи класификација на багот? Regression тестинг би спомнала на крај во текот на академијата е задолжителен после секој баг фикс. После секој баг фикс ви спомнав дека се прави ретестинг
или confirmation testing. Не се работи за regression testing. Regression testing правиме доколку багот кој што го тестираме ние поправен, значи нашиот ретестинг поминал без никаква грешка, гледаме дека багот ни е поминат и дури подоцна правиме regression testing. Океј, Димче прашува дали софтвер тестинг може да се работи како втора работа со половично работно време? Доколку работите фриленс, да, може да се договорите со фирмата која што ви е контрактор и сами да си ги одредите работните часови. Океј, дел да ќе биде испратена презентацијата заедно со снимката, бидејќи беше присутен, утре ќе ја добиеш на мејл, така што може да се навратиш од почетокот. Истото прашање од Валентин, имаме прашање од Георгина, дали може да се полага ISTQB испит во Brainster? За жал не може да се полага ISTQB во Brainster, бидејќи Brainster не е испитен центар. Но имате други испитни центри во Скопје каде што можете да се пријавите. Мислам дека сега и со пандемијава направија да може да се полага онлайн ISTQB, секако со надзор од Proctor. Океј, Стефан прашува дали најчесто тест часовите, кейсовите, предпоставам ги пишува тестерот или му се доставуваат тест кейсови кои треба да ги изврши? Вака, има подале уште monkey testing. Добро, дали се користи monkey testing, каде што тестерот нема тест кейсови, туку оди на сајтот и тестира што ќе види? Monkey testing може да си правите вие сами со тоа што доколку имате нели слободно време за monkey testing, слободно правете го. Да се вратиме на тест кейсовите. Тест кейсовите ги пишува еден софтвер тестер, но не значи дека истиот софтвер тестер ќе ги извршува овие тест кейсови. Најчесто, доколку вие работите сами на некој проект и тестирате сами некоја апликација, вие си ги пишувате тест кейсовите и вие си ги извршувате. Но доколку работите во тим со повеќе тестери, може да си ги поделите работата со тоа што двајца тестери да земаме дека имаме, ќе ги поделите тест кейсовите, ќе си ги напишете и соодветно подоцна ќе си ги поделите, но не значи дека нема да ги искористите и тест кейсовите кои што ги напишал вашиот колега. Океј, Панче пишува дали со познање на еден програмски јазик може да се тестира софтвер кој е направен со друг програмски јазик? Да, може. Добро, и што се негативни сценарии? Негативни сценарија се, еве да земеме пример, имате некоја логин форма, каде што за да се логирате треба да напишете ваш юзернейм и пасворд. Да речеме дека се логирате на Facebook. И треба соодветно, доколку точно го напишете вашиот юзернейм или не знам се логирате преку мобилен број. Ќе го напишете вашиот юзернейм, ќе го напишете точниот пасворд, ќе кликнете на копчето логин и вие сте логирани на Facebook. Ова ви е happy pet сценарио или позитивно сценарио. Што би било негативно сценарио тука? Негативното би било доколку напишете точен юзернейм, но ставите погрешен пасворд. Ова е негативно сценарио и кликнете на копчето логин. Тогаш системот не треба да ве пушти. Се надевам дека го одговорив прашањето. Океј, мислам дека оние од една од попродуктивните сесии до сега одговоривме, мислам дека доста прашања овие 15 минути. Така што Елена, ти благодариме. Јас би се заблагодарил тука на Кристина, одлична презентација. Фала ви на сите што пишувавте толку прашање и што бевте интерактивни. Уште еднаш сите што се заинтересирани за академијата, за нова кариера, сакаат повеќе податоци да добијат околу тоа, може да ја пишете на Кристина, која е координатор на академијата. Оставив мејл погоре во четот, ќе го напишам сега пак. Може да си закажете повик, каде што ќе ви ги објаснат сите работи подетално. Така што ви благодарам уште еднаш, би оставил збор на Катерина и мислам дека може да завршуваме. Ви благодарам на времето и на вашето внимание.
и се надевам дека ќе се гледаме во иднина. Се надевам дека ве убедив барем на некој начин да ни се придружите во Академијата за софтвер тестинг или барем ве убедив да си ја промените својата кариера и да се насочите кон тестирање. Поздрав, имајте убава вечер. Супер, убава вечер и од мене и чао. Чао.